На 26 јануари во Домот за култура Билјана Беличанец во Киселавода беше промовирана книгата и беше тоа посветена на Славче Блажевски, прв учител во селото Селп Велешко. Автори на книгата се Марија Моневска и неговиот син Владко Блажевски, со кого што ќе поразговараме. Владко, честитки за ова издание посветено на вашиот татко и неговото животно патешествие. Како всушност се роди идејата да напишете книга за него и да ги овековичите сите тие нешта кои што успеа тој да ги стори за време на својот живот? Благодарам на честитките. Неминовно беше да излезе таа книга, бидејќи татко ми ја пишуваше неговата сторија во која што во една обична тетрадка. После тоа го прошируваше во уште една тетрадка пишуваше и сето тоа остана необјавено. Инаку татко ми беше член на првата генерација учители во Македонија во 48-та година. Веднаш после завршувањето е испратен во село Сълп да учителствува таму, да ги на служба. Меѓутоа се случува многу лош момент. Во 49-та година накодошен од тогашната ОЗНА и УДБА е уапсен. За биде иронијата уште поголема, значи татко ми потекнува од село Добридол, Скопско, во истата таа куќа каде што е роден, значи и денеска стои спомен плочата каде што била 12-та бригада на чело со командантот Бузо и таму седеле била организацијата за ослободувањето на Скопје. Меѓутоа не можеме да најдеме зошто се случило тоа, меѓутоа целта била да се оцрни фамилијата, според мене кажано. И татко ми во тоа време бил затворен и осуден 3 години затвор. Во тетрадката, првата тетрадка што ја пишувал, беа опишани неговите страдања, како ги поминал затворските денови. И буквално, да речеме, со тогашните затвореници што биле, израмнец на многу лош начин да го поминал затворот. Прво во Скопје, па после бил пратен во Белград, од Белград во Добој, па опишено тоа во книгата таму, во кратки така црти, и после тоа е пратен дури имал и во Добрево, во Пробишти Прудникот, и таму имал неколку месеци служба, и после една година и пол бидејќи немале за што да го осудат, немало никаква причина за ништо, и е ослободен, пуштен е на слобода, и после тоа повторно бил учител. Заминал во село Нова Брезница денешна, 4 години бил учител таму. После бил 8 години во Долно Солње, исто таму бил учител. После тоа во Асуц и Емуц, што е интернатот, таму беше вработен. После тоа се беше преместен во Кузман Шапкарев во Драчевот, каде што се пензионираше. Инаку татко ми е починат во 2010 година и штом го пишувал тоа, значи имал желба. Меѓутоа поминаа многу години и кај мене се роди, да речеме, сакав да го вековечам неговата животна приказна. На самата насловна страна е на сликата татко ми качен на мотор, што било реткост на тоа време. Во овековичувањето на неговата приказна ви помогна Марија Моневска, која што ги долови сите тие случувања и доживувања на Славче на еден начин кој што е многу атрактивен и приемчив за
публиката, за читателот? Јас го пишував во првиот момент како ја раскажував неговата и семејна приказна, бидејќи ги познавав, да речеме, настаните, што се случило и како, и од неговото кажување. Меѓутоа, писателката Марија Монеска даде еден многу убав момент во книгата, во кој што таа и го опиша настан, конкретно девојката во која што бил влюбен, го долови на еден многу убав начин и читателите кои ќе ја прочитаат книгата ќе знаат дека нешто врвно направено од сета таа приказна. Па јас мислам дека таа приказна заслужува многу повеќе од тоа да се направи. Се потрудивте да организирате една навистина многу убава промоција на книгата и беше тоа. Промоција која што на едно место собра многу влюбеници во пишаниот збор, но и ваши пријатели, почитувачи на вашиот татко и на сето она што го дал од себе и за државата, и за општеството, и за младите генерации. Може ли да ни кажете малку за атмосферата во која што помина промоцијата? Промоцијата беше во културниот дом Билјана Беличанец. Промотор на книгата беше директорот на Драмски Роберт Белјановски, Кире Печијаревски водител, после имаше и одредени настани, конкретно се работеше за затворските денови опишани. Ги читаше Владо Дојчиновски, актерот, кој што сите го знаеме од нашите приказни, и го долови на еден многу убав начин, што верувам им се допадна на сите. Освен тоа имаше и бенд во живо, тоа може да го погледнат на мојата Facebook страна. Тоа е благодарение за тоа што вие и самиот сте дел од таа музичка група. Да, тоа беше конкретно со детето што е Виктор. Со него така музицираме повеќе, меѓутоа најдовме и тапанар и басист, и кој што ги исполнивме 4 теми, од кои што двете беа Архангел, кој што ги одбрав како тема, да речеме, Чудесен свет и Убер Маседонише, затоа што содействуваат со книгата. Значи, како да книгата е пишувана токму за тие две песни, затоа ги одбрав токму нив. Владко, многуминаве знаат секако преку енигматското списание Бла-Бла, списание што долги години го имаме на нашиот пазар и има генерации што редовно го купуваат и решаваат крстозбори и енигматика, па не би сакала да ја пропуштам оваа можност, еве да прашам што се случува со Бла-Бла и какви се очекувањата и плановите за оваа 2026 година. Енигматскиот забавник ова досега има 31 година како постои, во мај месец ќе полниме 32. Мислам дека е вестник со најдолг стаж во државата. Од самата, да речеме, има 8 изданија, од кои што 5 месечно излегуваат и насловени се, да речеме, како специализирани. Едното е за италијанки, другото е за скандинавки, за посебни така прилози. И тоа остана, луѓето ја сакаат енигматиката, ние постоиме за нив и досега се бара вестникот. Многу. Мило ми е што е така и сигурна сум дека така ќе биде и во иднина. Јас посакувам да се реализираат предвидените планови за оваа 2026 и енигматскиот забавник Бла-Бла да доживи уште многу изданија, а книгата и беше тоа посветена на вашиот татко да допре до рацете на многу читатели кои што ќе имаат можностите да ја прочитат и да доживеат неговата животна приказна. Истата книга е објавена дека може да ја набават преку вестникот
или па во да ја купат во или во книжарницата во Скопје, а за надворот од низ републиката што е најубаво да контактираат во телефонот во вестникот внатре и да се договорат на кој начин да може да ја добијат книгата. Владко, благодарам за интервјуто. Благодарам и вам Алфа телевизија за остапениот простор.